Владата го напушта рамниот и воведува прогресивен данок. Министерот за финансии Драган Тевдоски денеска најави дека државата ќе воведе прогресивен данок за примања поголеми од 90.000 денари. Според него станува збор за реформа за праведен данок за подобрување на економијата и животот на граѓаните. Со неа се предлага воведување дополнителна стапка од 8% за доходот кој надминува 90.000 денари месечно. Предлагаме воведување дополнителна стапка од 8% за делот од доходот кој надминува 90.000 денари месечно. Ова значи дека за доходот до 90.000 денари месечно данокот би останал 10% како и до сега, додека само на делот на доходот кој надминува 90.000 денари би се плаќале дополнителни 8%. Например, на месечна даночна основа од 100.000 денари, за 90.000 денари ќе се плаќа данок по стапка од 10%, додека за 10.000 денари ќе се плаќа данок по стапка од 18%. Ова значи дека за мнозинството на граѓани даночната стапка ќе остане иста. Ќе остане 10%. Прагот од 90.000 денари го избравме затоа што ги опфаќа најдоходовните 1% од населението во Македонија. Државата од воведувањето на прогресивен данок би добивала 25 милиони евра, кои, како што кажа министерот, ќе бидат искористени за борба против сиромаштијата. Освен ова, Тевдоски најави зголемување на даночното ослободување на платите и пензиите, односно делот на кој не се плаќа данок на 8.000 денари месечно. Со тоа ја намалуваме ефективната даночна стапка за лицата што остваруваат доход од плати и пензии, особено за оние со пониски примања. Ефектите од промените се такви, што бруто плата од 140.000 денари месечно, која моментално е еднаква на 92.733 денари нето, по промената би била еднаква на нето плата од 92.444 денари. Со други зборови, дополнителниот данок за бруто плата од 140.000 денари месечно изнесува 289 денари, односно 0,2% од бруто платата. Од Министерството за труд и социјална политика пак најавија дополнителни реформи во пензискиот систем. Предвидено е да нема зголемување на старосната граница за пензија, ќе има двостолбен пензиски систем и јасен критериум ќе биде возраста. Исто така се воведува државната социјална пензија за околу 6.000 граѓани, најави од Труд и социјала. Прогресивното оданочување на приходите беше најавено во март годинава, а тоа беше и дел од програмата на сега владеачката партија СДСМ.